Со поставување на бетонскиот слој на вливот на Отиња во Брегалница, денеска стартува уредувањето на овој дел од коритото на Отиња. Место кое што практично досега не беше уредено, преку програмата за уредување на градежно земјиште го предвидовме и еве веќе се работи интензивно на бетонирање. Дополнително ќе се постави урбена опрема, ќе се осветли овој дел кој што, како што напоменав, беше едно ругло неисчистено место. На овој начин очекуваме да се практично разубави овој дел кој што ги спојува река Отиња со река Брегалница. Ќе се постави нова заштитна ограда на мостот. Дополнително исто така ќе се работи на партерно уредување и проширување на веќе постоечкиот паркинг до вливот на река Отиња во река Брегалница и на тој начин очекувам да овој потек добие еден помодерен и поубав изглед, односно лик. Вкупната инвестиција која што е одвоена е некаде околу 2 милиони денари. Градоначалникот Иван Јорданов денеска го пушти во употреба спортскиот комплекс во основното училиште Димитар Влахов. Како што можете да забележите, прекрасна е гледката, затоа што најмладите дечињата, учениците од основното училиште Димитар Влахов ќе ги користат овие спортски терени кои што се за мал фудбал со вештачка трева, за кошарка со тартан подлога, но и детски реквизити, детско катче, кое што исто така е со соодветна тартан специјализирана подлога, целосно оградено, осветлено, за да може да се користи и во вечерните часови. Станува збор за инвестиција во износ од 4 милиони денари преку буџетот на општина Штип, преку програмата за образование и преку основното училиште Димитар Влахов, кое што практично го ја тендерираше оваа постапка и овој терен. Во пресред на новогодишните и божикните празници, основното општинско училиште Димитар Влахов Штип не можеше да добие поубав подарок, како што се овие спортски терени, кои беа реконструирани и беше поставено урбана опрема за спортско-рекреативни активности на учениците. Со ова, како што најави Јорданов, завршуваат овогодинешните градежни активности. Истите ќе стартуваат, ако временските услови го дозволат тоа, веднаш по новогодишното и божикно празнување.